Канал Вест се обиде да дознае зошто Центарот за социјални работи од Струмица донеле негативно решение за нега на друго лице за 90-годишната баба Стефана од Велјуса. Таа 5 месеци е врзана за кревет, целосно неподвижна, слабо контактибилна со рани по целото тело. За неа во моментов се грижи нејзината ќерка која е покрај неа 24 часа. Ќерката Маре вели: "Не ми е тешко да ја гледам, но за лекарствата и негата кон неа парите не стигнуваат." Ама на мене ми е тешко, финансиски западнах веќе. Финансиски не можам да обстоам. Па колку толку тие ќе ми вршат работа, нели барам за лековите. Едно лепенките само што ги зимам, што лежам на грбу, веќе цела рани. 450. 3 шишијанца за нојсте што и се тука што излезеа рани, едното е 390, а најмалку 2 користам месецо. Ми дека се на мене трошковите. Поднеле барање до Центарот за социјални работи за добивање на доместок за помош и нега од друго лице за мајка ѝ, но категорично биле одбиени со образложение дека барањето е неосновано. Маре прашува: зарем не е очигледно дека на баба Стефана и треба нега од друго лице и на која основа е одбиена кога во нивниот дом никој не дошол да ја утврди фактичката состојба? Не, никој не посетува, нема неги, он е врз основа на документот, ти можеш и лажен документ да пријавиш, они ќе ти дадат нега. Јас не икем со лажна документација, јас сакам веродостојно. Дека едно време одаа и комисии. Значи ќе дојде комисија, ќе провере, така слушаех по раните години. И комисија ќе провере, ќе види на лице место. Дали да утврде, дали треба да зима или не треба да зима. Дека им се комисиите, администрацијата преполна со народ, а никој не се гледа работа. Решението е донесено од страна на Центарот за социјални работи во Струмица, но оттаму велат дека постапуваат согласно законските решенија и претходно донесена одлука врз основа на наод и мислење од стручна лекарска комисија. Во решението не се наведени тимот лекари од комисијата, туку само број под кој таа се води. Овде застана нашата можност да дознаеме зошто на Стефана не ја доделена паричната помош за нега на друго лице, но ќерката Маре најави жалба со која продолжува институционалната битка.